Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот. Интересен датум, 2 септември. Меѓутоа, 1941 година Хитлер објави војна на Европа, на светот. Објави војна, бидејќи имаше големи квистинзи, имаше измењчари кои му ги отворија портите без да се борат. Полска беше прва држава, но блиску беше и Југославија, знаете, на Цветковиќ и Мачек, кој исто така му ги дадоа клучевите на Адолф Хитлер, за да си прават што сакат. И сето тоа се случи како на предавничка, предаторска, антидржавна политика што ја водеа овој двоец, квислинзите Цветковиќ и Мачек. И ние имаме такви Цветковиќи и Мачеци, знаете што? Луѓе кои се полни со перверзии, со безобразие, со безчувствие, безчувствителност, со една единствена цел, а тоа е како да се збогатам. Да се збогатам на сметка на обичниот искрен македонски народ, кој не ги избра, знаете, 2016 тоа беше насилнички упад, му се јавија на Александар Антич, на Али Ахмети, му се јавија минута до 12 и покри тоа што ВМРО ДПМН си организира славие, торти и свадбата нема да се одржи. Станата предадничка коалиција, СДС и ДУИ, или јас се сеќавате со на група Guns N' Roses, пиштолџи и ружи. Такви имена шпица на едни мои колеги што водат катадневна емисија на една скопските телевизии. Да, Guns N' Roses, иста коалиција која беше немакедонска после тешката, не е тоа тешка, тоа е безобразна, октруирана војна, 2001 што ни организира големите и за барата и тука, само да се случи тоа што се случи. Се случи еден упад во системот на Република Македонија, една деструкција, промена на суштественоста, автохтоноста на овој македонски народ, кој е мнозински народ. Знаеме и тоа, почитувани, овој се моите 5 минути, дека првиот човек, како што го веле Киро Глигоров, направи големо предавство за веки векова, додека живеам ќе го спомнам ова, бидејќи истиот Киро Глигоров не им даде на нашите сограѓани да се едуцират. Ја не се плашам од учен човек, се плашам од неписмен човек или полуписмен човек. Требаше да им даде требаше да им даде да учат на педагошка академија, но тој си имаше други фантазии. Фантазија Изетбеговиќ и Глигоров, и затоа му се случи, за 30 години се навршува идниот месец од атентатот. Не се знае сторителот, меѓутоа сите навестуваат и го кажуваат, и самиот Киро Глигоров го спомна. Киро Глигоров даде и една најнечовечка македонска изјава за CNN 92 година, каде изјави дека немаме ништо континуитет со античките македонци. Па, луѓе мои, има ли поголемо претавство од ова? Татко на нација, да ти го скине континуитетот на твоето постоење, бидисување, извирање. И неговите наследници одеа ред по ред, само да си ја уништа државичката. Во времето на комунизмот, ова да не се случеше, Голи оток, Невечек, верувајте ми, тоа ќе беше ваше место. И навистина, во една прилика Мирка Велиновска, никој не ја спомнувате, почитувам, јас се почитувам. Колешка која има доста знаење, доста македонштина незина, велеше вака: Слободане, за овој народ не треба плурална демократија. Менталитетот само пендрек демократија и еднопартиски систем. Зошто да се бориш за Македонија, ти си
антидржавен елемент. Мојата маленко се ви кажам искрено. И јас откако влегов во македонска телевизија, радио телевизија, 3 години синот ми се роди 83-та година, до 83-та година влегов во телевизија, односно бев студент, јас 83-та сопругата забремени и синот се роди. Не можев да добијам здравствена заштита, замислете. Зошто? Потоа, после 20 кусор години дознав. И 90-93-та бев десна рака на Слободан Чашуле, не ми дада. Да после 30 години, ако верувате, дознав дека не бев член на Сојузот на комунистите. Ви се молам, ова е вистината. Не бев со членска карта на Сојузот на комунистите. Зошто го велам? Бидејќи ако се бориш за Македонија, ти си антидржавен елемент. Така ме третираше СДСМ од сите години што изминав. Па, јас не го мразам СДСМ. Јас го почитам како политичка партија, но во друга констелација од политичари кои беа умни. Но не СДСМ со ова булумента, со овој црниот облак, наречен Венко Филипче, народе, вие ми го пишувате, вие ми ги кажувате овие квалификати и јас сум должен да ви ги пренесам. Венко Филипче кој дава некои декларации, црвени линии, а од друга страна ги прислушуваат политичарите. Зар не е перверзија у раскош? Воаеризам. Па еве јас исто, првпат го кажам. 27 години мене ме следат. Сите служби. Сите центри за комуникација на политичките партии. Зошто? Оти се борам за Македонија. Јас не сум новинар кој работи со Remove Control, почитувани. И затоа ми е таков пат. Вела дека образование без воспитание, држава без иднина. Ако немате домашно воспитание, вие сте како една фотографија без сонце, неуспешна. И така вашите деца. И уште една минута, околу прислушувањето. Денес купив една колумна, токму за прислушувањето. Премиерот Мицковски јасно кажал, а ја потврдив во мојата колумна и ве молам, отворите го сајтот ohrid24.com, таму пишам, скоро 200 колумни имам. Не, пардон, 200 емисии тука имам, а на Охрид имам околу 100. Тоа е мојата трета книга, чести и непредавање. Затоа викам, господинот Мицковски се рече 100, доста е. Јас викам, да, господин Мицковски, ред е да превземеш работата од твои раце. Повикај го народот, што ти дадаа 600.000 гласа, излезете на улица, сменете ги обвинителите и судиите, бидејќи знам дека не сте во можност се тоа корумпирано. И обвинителство, и судство. Ова не го кажуваат новинарите. Јас го кажувам. Знаете и мојот случај, јас го терам за мојот син. Испадна една голема афера, господинот Фуркан Салију тоа го кажа, дека поставувале камери во 19 соби во кој беше во една од собите мојот син. Побарав снимки, ми рекоа не функционира системот. Па бога му, 19 камери за пациенти кои даваат душа, бре. Која трагедија, јас почитувани докторки таму што сте, кај ќе ви оди душата ако воопшто имате душа? Тоа е сега околу преслушувањето, за ова многу безобразие што се случува од државата, за овие најнемакедонски работи и верувам дека господинот Мицковски со поддршка на народот ред е, по трет пат ќе речам, да стави крај за сите воајери, за сите манијаци што ова ни го прават. Толку за мојата најава. Ви благодарам, бев скоро 5 минути, може и повеќе. Имаме интересна содржина и соговорник. Барам еден джингл и се враќам во студијата. На демократијата. Драги мои, врзана е темата, реком, без образование нема воспитание, а без држава, односно држава без иднина. Задоволство и чест ми е што вечер повторно со нас и секој ќе биде господин Ѓорѓи Ливски, јас го представам како аналитичар и тоа длабински аналитичар, ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер.
Простете, ви зацемав едно 2-3 минути од предвиденото, но посилно тоа што еве видов дека денеска беше на поклонение Али Ахмети во Тирана кај својот поглавица. И ја и не знам за кого, може само една дигресија кратка да даете, какви ние гранчалици бираме, албански, косовски или македонски? Македонски се разбира. Да, само толку. Темата рековме образование без воспитание, држава без иднина. Вчера почна школската година и затоа сакам да искористиме времето да дадеме одговори на прашањата кои ги подготвив. Моето прво прашање, дали нашата држава има образовна политика? Она што сите мои анализи и пишувања, Така. што ги имам последниве години, а и последниве месеци, пишувани во продолжение во Весникот Нова Македонија. Македонија, односно, ние немаме образовна стратегија и немаме визија. Тоа дека немаме образовна стратегија се потврдуваат многу моменти, а тоа се каде се наоѓа нашето образование. Нашето образование по сите степени, ако ги гледаме, и меѓународни. Но она што е многу битно и важно, она што и вие го потенциравте, во образованието е запоставена воспитната компонента. Таа воспитна компонента, почитуван Томич, започнува од нашето семејство. Нашата култура, нашиот однос, мој, твој и на било кој, потекнува од нашето семејство, како сме се воспитувале, како сме ги почитувале или не почитувале родителите, џугарите, постарите и така натака. Во овој дел би го потенцирал и вчерашниот говор во Основното училиште Кирил Пешиновиќ на премиерот Христијан Мицковски, кој што оваа прилика на сите деца, на сите наставници општо, им пожелувам успех во новата учебна година 2025-2026 година. Каде што меѓу другото вели да се бориме за татковината, за семејството. Последниве години и пошироко, со така наречената концепција, која што водеше од 2021 била царовска, претходната влада, а потоа продолжи и нејзиниот наследник Иетон Шачери од политичката партија ДУИ, се согледа изгубените семејни вредности, да не смее да се каже родител татко, родител мајка, брат, сестра и така натака, туку измислено неолибералистички родител 1, родител 2 и така натака, и губење на педагошките норми. Да после сето тоа, после сите тие реакции, со хаосот во образованието, почнувајќи од предучилишното, па основното, па средното, со немање на учебници, со некакви си активности кои што ќе се работи, и некои процеси кои што најмал се доликуваа на образование и воспитание. Ние сме сведоци што ни се случуваше, а и уште ни се случува во училиштата со насилствата меѓу децата, меѓу учениците, непочитувањата и така натака. Затоа, час поскоро, туку веднаш треба, почнувајќи, кажав, од предучилишното, основното, средното, до израз да дојде
воспитната компонента, достоинството, почита, љубовта кон Македонија, љубовта меѓу децата, добродетелството, хуманоста, кој што ите како заостанува. Кога викам љубовта кон татковината, сакањето е. Треба да знае Али Ахмети, ова е татковината Македонија. И неговата татковина. И неговата татковина. Така треба да свати и Заев, и Филипше, и другите. Љубовта кон татковината. Меѓусебните разбирања или различности. Зошто наметнуваат еден стереотип на нетрпеливост? Верувајте ми, децата, добро рековте, во мали нозе, значи се воспитуваат, бидејќи човек станува до 7 години, карактер до 14. Зошто со насила не ги едуцираат, не ги терат да зборат македонски? Морам ова да го прашам. Бидејќи во секоја држава, Германија, Франција, посебно Англија, ако не го знаеш државотворниот јазик на државата, надвор, не те примаат. Прво, мора тоа да се знае. Цела основа. Не може да го слушаме Османи и други, дека биле нешто запоставени. Ова држава е на конституивниот народ македонски. Унитарна држава. Унитарна држава, кај што во ова унитарна држава живеат и други националности или меѓународно кажано малцинства. Малцинства. И тие се равноправни во секој поглед. Никој не ги оспорува. Никој. Да го вратиме дискусијата на образованието, со оглед дека тоа повторно е во рамките на ова што вечера говориме. Зборуваме за национална стратегија, реков, образовна политика. Бројот на намалувањето на бројот на учениците, ново запишани генерации, драматично мали. Вака, почитуван Томич, јас вршејќи ги некои анализи, најповеќе што ме загрижува е намалувањето, демографското намалување на запишување на учениците во основното, средното, па и високото, одливот на мозоци не враќање назад и причините како тоа треба да изгледа. Затоа што направените мои анализи според податоците на Државниот завод за ревизија во учебната 2006-2007 година во Македонија имало 231.497 ученици. Во сите паралелки одделенија 9 години, а 9 години подосна за помалку од една деценија. Односно учебната 2015-16 бројот на ученици се намалил во основните училишта во државата за 45.000 деца. Значи, од 2006-2007 до кој што имало 231.497 во 2015-16 година во основните училишта 180 години. 45.000 деца, Помалку. значи помалци имаме. Во основните училишта во учебната 2009 година имало 185.992 ученика. Значи тоа се тие 45.000. А на почетокот на 2024-2025 година во основните училишта имало 180.627 ученици. 180.627 ученици. Значи 5.000 помалку од... Што така, помалце 5.365 ученици или околу 3%. И ако сега се земаат она што вчера се кажа, од страна на Министерството, но јас сепак со резерва тоа ќе го сватам, бидејќи порелевантно ми е кој ќе ги добијам податоците од Државниот завод за ревизија, но и тука векаме ние дека вчера започнале 240 и нешто илјади, ама од кој 117.000 и нешто се во основните училишта. Значи, драстично намалување на учениците. На што се должи тоа? Што е? Сега, исто само дозволите да кажам и за во средното образование, значи една поврзаност. Од 89.295 ученици во 2015-2016 година,
бројката паднала на 67.143.000 во 2024-2025 во селото. Намалување дури на 20.152 ученика или 16% за една деценија. Тоа е нешто што стварно е алармантно и загрижувачки. И загрижувачки. Овој тренд на паѓање на учениците во Македонија се гледа најдобро кај ново запишаните ученици во учебната 2023-2024 година во прво линија, кој што биле запишани 19.596 ученика, Така? а во прва година средно едва и 17.596 ученика. Намалувањето кој што се случува. Значи, овие бројки се далеку под нивото од пред 10 години. Значи, немајќи го 10 години, не секоја година. Значи, намалувањето, тоа е еден период од 10 години што се согледува, значи, како одиме? Одиме напред, нагоре или одиме надолу? Тоа статистичарите многу добро го знаат. И овој пат продолжува и понатака и кај нас. Сега. Тоа се тие загрижувачки состојби што ги има. Демографијата ја диктира еднината. Она што е многу битно сега од ова што главни причини за намалување на падот е наталитетот. Значи, прво тоа е, ако во средината на минатата деценија во Македонија бележат над 23.000 живородени годишно, Така? во 2024 бројката паднала на само 16.061. Намалување од 7.839. Или речеси 30% намалување. Тоа значи дека секоја нова генерација е значително помалу бројна. Дополнителниот фактор на таа е исилувањето на младите семејства. Тука треба нашата држава да направи стратегија. Како да стопираме тој одлив? Така. Значи, иселувањето на младите семејства, кој што ја осиромашува базата на децата во запишувањето на училишта. Ние имаме семејства кои што едноставно ќе завршат факултети, не знам што друго. Не може да најда соодветно вработување. Делува политиката во вработувањето. Нема мери систем. Младите, дали семејства или индивидуално се оцелуваат разочарани од состојбата што се случува или непочитување на правните норми и правила, присуството на криминалот и корупцијата која што е невидимо присутна. И сето тоа младите го согледуваат. Ние не смееме тоа да го заборавиме. Тука треба нашата влада општо да има една стратегија во образованието. Не политика во образованието. Стратегија образовна политика, стратегија за образование. Каде ни оди образованието во овој дел на демографијата? Дали утре ние ќе имаме вештачка интелигенција? Дали ќе имаме, не знам, други иновации? Се ќе ни биде попусто ако наставниците нема да кого да му предаваат. Не може да му предаваат на купите и столиците, не може да му предаваат на празните училници. Таа стратегија е сериозна во секоја нормална држава. Се надевам дека ова влада ќе направи чекори токму на овие надминувања. Интересни согледувања во секој случај. Вториот сет на прашање го нареков структурен проблем. Образовниот систем се расваѓа внатре. Кој е вашиот коментар? Па, образовниот систем се расваѓа однатре затоа што по сите анализи кои што се прават. Имајќи кои се министри имавме за образование? Прво имаме несоодветни министри. Морам тоа да го констатирам. Единствено соодветен министер во повеќето од 10 и повеќе години беше соодветен само министерот Нена Новковски. Само Нена Новковски. Ако некој изгрешам, сум заборавил дека ми кажа, јас сум скоро 40 години во образованието.
Добро, не можеме да суспендираме активната министерка, која наистина е професор доктор кој има знаење, согледувања и кој, јас според мене, јас го почитам вашиот став, кај што може и дава се од себе да го надомести тој претходниот систем на распаѓање. Имавме министер кој не знаел да решава една одлична равенка. Имавме министер кој не знаел и ниту дал еден ветер у грб на професорскиот кадар, на едукативниот систем. Немавме учебници. После 15 години ние добиваме учебници, господин Ѓорѓе. Нели е тоа еден срам, една безобразија, се речам, да се уништат учениците, ќе завршам. Па во тој систем на СДС и СДСМ и ДУИ имаме забрана на едуцирање на учениците по предмет географија и историја одвоено, туку заеднички. Еве, прашувам како еден врвен експерт. Прво морам да кажам. Јас кога зборувам нешто, не зборувам со емоции. Прво си ја сакам Македонија. Патриотизмот е токму тоа. Тоа го кажав ја на почетокот. Тоа е битната работа. Или го имаш, или го немаш. Ако ќе ја подржам министерката за финансии, Гордана, кога ВМРО ДПМН дојде на власт, новите министри, новите директори, раководители, било што, прво ја земаат функцијата и се огледуваат во каква ситуација ја земаат институцијата. Ако во Министерството за образование и наука имало дупка, картер на криминал, Кратер, да. тогаш, дали таквиот криминал е откриен и доставен до јавното обвинителство? Да се открие, да се каже, не да се прикрива. Ако имало, бидејќи се зборува дека Според вас имало и колку имаше? Имало. Колку? Имало многу. Ајде да кажеме. Према она што го кажа, кој што нешто над 500 милиони, не знам колку што имало во образованието. Тоа го кажа. Денари или евро? Молам? Денари? А не знам сега, тоа најдобро ќе го каже министерката колку имало, но имало, таа рече, кратер, дупки во работењето, значи финансиско. Значи криминал. Јас велам една работа. Ако јас сум министер и дојдам до таа ситуација и ја земам институцијата во таква дупка, нема што да се премолчува. Тоа јавно се кажува. Може би доставено барање. Јас не знам. Јас само ја потенцирав министерката за финансии кој што насочи дека треба да се открие работите. Единствено министерот за транспорт и врски Александар Николовски тоа го направи и достави целокупна документација до јавното обвинителство. Јас тоа го зборувам за секое министерство. Затоа што ВМРО ДПМН е на власт година и нешто. Речи си. Ние имаме ситуација каде што не ни функционира. Знаеме какви се наоѓаме, во каква ситуација се наоѓаме со меѓународните тестирања на ниско ниво во основните и средни училишта. Јас не викам дека тоа треба постепено да се работи на откривање. Со нови методи, методологии и така натака. Тоа ме интересира. Со новите методи, методологија на работа, со учебниците, со другите алатки, со истражувачките работи. Нели е срамота? 15 години, колку му доаѓа? Пред 15 години беше идејата сите за секој ученик компјутер. Точно. Ја го слушав, премиерот збореше, добра дигресија направи, а сега се бориме за учебници. Така. Во 21 век. Ја спомнате Мила Царовска. Таа беше протагонистот номер 1 која доведе ситуација. Знаеш кај е вината? Што никој не сака тоа да каже. Во Бирото за развој на образованието. Концепцијата тогаш ја готвеше од Бирото за развој на образованието. Чешларов. Истиот тој Чешларов се меша сега и во ова министерство сега. А кој е Чешларов? Чешларов го познавам од долги години кога бев уште подсекретар за основно образование, каде што имавме доста расправи со некои недоволни разбирања од образованието.
а за тоа може да посведочат, но некои се живи, некои не се. Дали Што е? некоја чешла неговата... Дали ја чешла? Што ние сега чешламе? Добро. Што ние сега чешламе? Со новата концепција. Викаме, че имаме гимназиското образование. Се побунија многу. Филозофите се побунија други, така натака. Знаете кој ја подготвуваше? Кој? Токму пак тој Чешларов. Пак чешла. Пак тој Чешларов. Тој што е со Мила Царовска и сега истиот тој. И тој бил голем експерт. Не, голем експерт. Во наводници голем експерт. Сега, што сега правиме? Со право, премиерот Христијан Мицкоски, неговата изјава во странство што е дадена, јас затоа пишував и една убава колумна. Девалвирано ни е високото образование. Па ние знаете колку имаме? Имаме над 24 универзитети. Србија која што 3 пати поголема од Македонија и повеќе. И ние Далеку на помалку има. универзитетите не е на Шангајската. Ние ги нема нигде. Зошто ги нема? Па вие кога имате квантитет, а немате квалитет, тогаш не очекувајте ништо. Кога не ви функционира националниот одбор за високото образование, кога не ви функционира како што треба агенцијата за квалитет на високото образование. Зошто? Затоа што имаме 24 универзитети, каде што пола од тие треба да ги нема. Кој им ги ја дава таа акредитација? Па токму одбор за акредитација. Да не и Чешларов тука. Не, тој си е во бирото за развој. Вамо има други. Сега таму е главен Маријан Ѓуровски. Советникот на Пендаровски, советникот на Слаѓанка. А што функција Маријан Ѓуровски? Тој е сега таму председател на одборот за акредитација, кој што сите програми, проекти се акредитираат. И сега тој Маријан Ѓуровски. Тој беше порпарол на Бучковски влада. Да, и во времето кога Територијално подоба се случи. Така. И сега што се прави? Такви луѓе, партиски поставени во тој одбор за акредитација, само се менуваат местата. Од одбор за акредитација во одбор за евалуација. Камбовски сега не е во одборот за акредитација, во одборот за евалуација. Кога ќе треба во одборот за акредитација. Значи имаме старо нови луѓе, немаме промена. Час поскоро владата. Додека збориме се истите луѓе се. Истите луѓе се. Ја затоа спомнам господин Мицковски, во ова место ви испратив порака и повеќе пати моите колумни. Ве држам за збор. Морате, сакали или не, народот ве замолнува. Направите голема промена. Донесете функционални, професионални кадри кои навистина ќе менаџират со државата. Навистина искреноста ваша е евидентна. Зашто да биде во еден вакуум? За доброто на нацијата е. Еве го слушаме инспекторот, врвниот аналитичар, укажува работи кои се небулози. Нема логика Маријан Ѓуровски да биде, карикирам. Знам каде инклинира и каква му е стратегијата. Има, се согласувате со мене, има доста способни луѓе кои имаат можност да дадат Јас вака морам да кажам. Добро е што оваа влада го има Христијан Мицкоски, кој што е професор, кој што ги знае проблемите. Јас забелешките ги давам таму што се поставени другите. Министерката за образование и наука, понезе се и тој Националниот совет за високо образование, каде што председател и го продолжува да биде Лажетич, Гордана Лажетич, кој што деновиве се слушаат разните скандали за академијата. Така. Каде што има мал опус на трудови со импакт фактор. А таа ти води Национален совет за високо образование, за квалитетно високо образование. Поврзано блиски со Камбовски, со други такифити, така натака, кои што беа заложници за Преспанскиот договор. За Преспанскиот договор. Ја ова морав, ви благодарам што ме подсетивте, луѓе мои. Јас секојаш велев дека Македонската академија на науки и уметности
треба да биде совет на старци, на мудреци кои си ја сака државата. Повеќе пати разговарав со поранешни упокоени академици кои велеле: Слободане, обкружен сум. Ќе го спомнам господинот Никола Кљусевев, јавно кажувам, бидејќи за мене тој е и ќе остане единствена икона за македонизмот, кој страдаше и заради Македонија беше на голиото почитување. Сите што се бореа и се бориме за Македонија, си плачаме многу пенали. Вели понатаму, еве друга изворна, мощно важно е ова, дека УДБА се го направи своето. Ако си за независна Македонија, нема да бидеш член на Академијата. Ова се спекулации, да речем. Ако си против независна Македонија, стануваш академик. Слободан. С крај да е, ако го земам таки фити, кој му даде поддршка на Зоран Заев, супер, подпиши го, тоа е јасно изјава. Преспанскиот договор е портата наша во светот и нашата иднина. Кога јас се борев за борбата во образованието, за откривањето на разните дипломи, на поранешниот министер Арбер Адеми, на Агим Нухил, заменик министер беше тогаш за вратични работи, ме повика Оливер Спасовски. Разговараме. Инспекторе, што ти треба таа работа? Не ти треба таа работа. Значи, мешање, не ти треба да ги откриваш криминалите. Застани си настрана. Може да имаш последици. Господинот Нухил ми запрети. Внимавај што правиш, имаш семејство. Значи, пазите, тоа не беше во времето кога порано воедномијето се случува, тоа и сега се случуваше во времето кога СДСМ и ДУИ се на власт. Што сега се правда Димовски? Што се правда Димовски дека не било така е? Од кај произлезе тој? Од таму произлезе. Не туку така Анаба сега го прозира за многу работи. Зборите за Виктор Димовски? Да, за него зборам. Да. За него зборам, тој. И тој сега денеска ќе има одговор на не знам дека одговара. Тоа е фактот, тоа е вистината. Ние сме страдале од сите тие работи, ако премногу зборуваш. Што ти треба да пишуваш толку? Што ти треба тоа да го откриваш? Гледај си ова, си имаш семејство. Па дај, што треба да земам? Ќе престанам кога не можам веќе да опстојам и да живеам. Кога ќе ме нема меѓу живите во светот. Тогаш не можам да пишувам. На такви лигуши, јас така ќе ги наречам, бидејќи ве слушам вас, а се наоѓам и сами од себе си. Пред да се пензионирам, бев во една фирма, нема што да крием, во МЕПСО бев. И поранешен директор ме викна, ангажира неколку луѓе да ме следат и таму, во не параноично го кажам фактички, и вели, што пишуваш ве човече? За идеален кинобудали, не се, ако се препознаваш ти во тие будали, можеш ти, не можеш да ми забраниш. И во тоа во времето на СДС и ДУИ која влегоа чопоративно, околу 150 души во МЕПСО. Несоветнен кадар. Јас на такви лигуши уопшто око не ми трепнува. Тие се само не бубашваби кои ќе ги згазнеш и ќе ги снема. Видејќи тие се силат на функција, а кога не се на функција, тие се само башваби. Така е. Господин Томич, бидејќи станува збор, викаме стратегија кој што ја немаме. Да. Мора да расшириме со високото образование за Шангајската листа. Страм ми е да зборувам, ма гледам сите се страма тоа да го говорат. Ние мораме да расшириме со повеќе универзитети. Оно е во Охрид. Сакам да кажам државните, јавните, кои што државата ги плаќа. Апостол Павле кој што не ги исполнува условите. Само со 15 вработени. Универзитетот Мајка Тереза треба да се приспита. Колку кадар има и каков кадар има. Потоа, универзитетот во Тетово се штанца дипломи. Да. Таму медицинскиот факултет на универзитетот во Тетово што прави. Исто така скандалите на правниот факултет во Штул со синот на Џафери и други како него кои што ќе бидат утре суди и јавни обвинители. Фон универзитетот. Да. Каде го предлага за Нобелова награда поранешниот премиер Зоран Заев, кој не исполнува условите. Тој е амбасадор. Амбасадорот во Брисел што беше,
кој добил орден, знаете тоа, од амбасадорите на Европска унија, Македонија шут карта на Букурешкиот самит. Да. Продолжите. Да. Приватните исто така треба да се приспитаат. Значи, сакам да кажам, овде ако не се направи нешто. Морам едно прашање, и е точно провокативно. Инвестиравме во кадар, стипендијанти, околу 400, исправете ми, да не се 100.000 евра, така? 40.000 евра годишно. За 4 години, тоа се 160.000 евра. Така. Кај се тие? Прво, морам и тука да потенцирам, што сум пишал и барав достап до информација од јавен карактер. Министерството за образование и наука, кој што ги дава овие пари, односно владата, Македонија ги дава тие пари, граѓаните на Македонија ги дава тие пари. Во изминатите 10 години. 10 години. Нема. Колку студенти се упрашање? 400. 400 по 160.000 евра, тоа се 500, пола милион евра. Така. Немаме мониторинг. Како по 5 милиони евра е тоа не? Па немаме мониторинг. Кај се? На моето прашање, дали се активирани мениците? Ниједна меница не е активирана. Тоа е податок и од Државниот завод за ревизија. Не да мисли некој дека Ѓорѓи се го измислува. И од Државниот завод за ревизија кој што дава тие критики. Кај се овие пари? Никој да не одговара. Не одговараат министрите. 5 милиона и 400.000 евра. Кај се? И тие ни остануваат во странство. Умовите што ги финансираме економски за туѓи држави. Ама ќе ги вратиле назад. Не бе, нема да се вратат. Никогаш нема да се вратат. Затоа треба стратегија и на тој план да имаме. Стратегија. Да ги младите кадри мотивираш. Да ги мотивираме. Да се вратат. И сега ни се чуди она што викаме јас што повеќе ме загрижува. Одливот на младите семејства, немањето на деца и во основно и во средно, па и во високо. И овој момент кај што треба да стварно сериозно се седни се направи стратегија. Не вика кој ќе го добиеме сега новиот закон за високо образование, како да е тоа најбитното, а не е тоа најбитното, јас знам што е најбитното, ќе сме биле на Шенгенската листа. Па ние на Шенгенската листа бевме и порано, и во 2006-2007. Тоа УКИМ беше. УКИМ беше. Сега, каде сме? Тоа треба да се приспита. Тоа е стратегијата. Во Србија има институт за педагошки истражувања. Така е. За педагошки истражувања. За сите проблеми што случуваат во образованието. Институтот за институт за економија. Што работи во Македонија? За економски прашања, за сточарски прашања, за земјоделски, за градежни прашања. Не ни функционираат. Не може сам Христијан Мицкоски. Не може сам. Не може. Не може сам. Значи, сите поставени луѓе, така и тие поставени луѓе што се треба тие да делуваат и да работат и да даваат отчет. Не ги исполнуваат одговорност. Затајување, криминал, корупција, одземање на се што треба. Само така ќе излеземе од ова загрижувачка, алармантна состојба што се случува. Не само во образованието. Ние имаме јавна државна криза, морална, етичка, општо. Во секој сегмент. Моралот и етиката отида во бездна. Точно. И сега се залагаме за тоа. И она што се планираше да има етика во образованието. И тоа го укинуваат. Ми се чини беше етика за религиите. Зошто се укине? Беше задолжително, сега е изборно и мислам дека ако не веќе треба да проверам, да не спекулирам, дали е уште етика на религиите или не е. Каде што доизда ќе дојдат моралноста, почита, достоинството. Начнавте една тема која мене ме задира, ме боли да зборам, но еве, уште една минута имам само. Да, јас сум поддржуваш на таа идеја за етика на религиите, бидејќи еве видовме нашите сограѓани колку ги пуштаат тие гласни
молитви, јас никош молитвата е нешто најубавото е во диалог со Бога. Но не да се злоупотребува. Да. Не може на 150 децибали да ме пуштиш џамиите да урлат. Простите да има тако звук. Порака до МПЦ. Зошто не ставате и вие? Да имаме еднаквост. Молитвите да идат како што идат и тие, не паралелно, мада тие со петлите пеат. Имате утрински молитви, на пладне и вечерни. Па да бидеме еднакви. Знаеме дека молитвата дискреционно се во себе си ја кажуваме. Но еве, може би ќе се освести народот. Ви благодарам многу. Благодарам Да јас. сте ми живи и здрави. Начнавме многу теми, суштествени. Не одевме по еден стереотип. Гледачите имале што да слушнат и да научат, а ќе учат со оглед дека имаме секој да збориме за Македонија од се срце. Бите живи, здрави и почитувани, тоа беше Ѓорѓи Ливски, аналитичар, кој збореше од се срце и душа за Македонија. Такви ни треба многу, а ги имаме околу нас. Ги гледаме, се дружиме, но никако да им дадеме простор. Зошто? Оти се плашиме. Еден шеф, еден директор, не сме да става неспособни кадри под него. Само неуспешен човек става неуспешни кадри. Успешен човек не се плаши од добрите. Затоа да ги следиме успешните и подобрите од нас, само така ќе бидеме најдобри. Живи здрави, петок, исто така, супер сонечен соговорник во магазинот со Томич. Пријатен вечер. Клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.